Яснейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без изления Бога словородшую, сущую Богородицу я величаю. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Богоброе соборище, Богомецкий, лукавлующий, Богоубиец, сомниште предста Христе Тебе, и яко неправедник отлечаше, зиждитель ясе, Его же величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, закона не разумеюше, нечестиві, гласом пророческим, поучающеся Отче, яко овча влечаку, ясне владику, неправедно заклати, Его же величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, языком изданующийся, грешники, убиты священницы предану, уязвлени самовластною злобою, естеством животодавца, Его же величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, помидошам яко зимнози, и удариша царю, ланиту Твою за ушение, Благослови, Владико. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертви, смертиот смерт поправ, Исус ти во гробје живот даровал. Христос воскресе из мертви, смертиот смерт поправ, Исус ти во гробје живот дарова. Христос воскресе од мртвите, со смртта ја победи, и на тие што беа во гробовите, живот им даде. Богородице, прилежно ниње претеце,
грешни и смирени и припадем покаянием за овоще зглобени душе, владичице помози на ним, милосердуваши, потиштици од множества прегрешени, не одрати Твоја рабиче, тя об единому надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Отворени ги вратите на милосрдието, благословена Богородице, да не пропаднеме ние што се надеваме на Тебе, но да се избавиме преку Тебе од беди, зашто Ти си спасение народот христијански. Да се помолиме на Господа. Господе, помилуј. Зашто си свет Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Да внимаваме. Мирна сите И духови Твоему, прокимен глас трети. Господ е мојата светлина, моето спасение, оно кој ќе се бојам. Господ е заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам. Од посланите на светиот апостол Павле до евреите ќе се чита. да внимаваме. Браќа, како на оној што светува и овие што се светуваат сите, се од еден, затоа не се срамуваат да ги нарече браќа, велејќи ќе ве возвеста името Твое меѓу браќата моje, насреде црква ќе воспевам и пак ќе се надевам на него и одново ете ме мене и децата мои ми даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што ја има, власта на смртта, одново ѓаволот да ги избави оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа положени на робство, од и на вистина не од ангели при природа и од потомство на Аврам при затоа должен беше во седа личи на браќата да биде милостив и верен правосвещеник пред Бога и за да ги очисти гревовите народни, затоа во она што сам претрпе откако беше исушена на него ќе може и на искушение да им помогне. Премудрост. Простум да стоиме да го изслушаме Светото Евангелие. Мирна сите Ќе се чита од Светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време си искачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања по еврејски наречена Витез да со 5 тремови.
Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекуваа да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест, да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господ. Господи, За помилуј. небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господ. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за добросостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господ. Господи, помилуј. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, побожност и страх Божи, да се помолиме на Господ. Господи, помилуј. За високопреосветениот митрополит нашегат ангел, за черквено свештенство, Христа ѓапонство, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, За помилуј. благочестивиот и Христолюбив православен народ наш да се помолиме на Господа. Господи, За помилуј. да се освети оваа вода со силата, дејството и слегнувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, За да помилуј. слезе на оваа вода чистелото дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, За да помилуј. биде оваа вода лековита за душите и телата и за истерување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, За да помилуј. и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, За помилуј. да се просветиме со духовна светлина од единосуштата Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог наш да не покаже синови и наследници на своето царство, со пиењето и порасувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, За да се избавиме од помилуј. секаква тага, грев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи на пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе ден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи, зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите. И духови Твоему. Вашите глави преклонете ги пред Господа. Тебе, Господи, зашто Ти си наше осветување и Тебе слава Ти вознесуваме, благодарност, поклонение со безпочетниот Отец, светиот, благиот и животворен Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, Господи, Твоја и благослови достојание Твое, победи се православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај Христом Твоим жителство. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже на славата, Оче Седржителу Боже, Саваот Ти преку дрвото на животот среде рајот си го предобразил животворниот крст на кој умре, прикован Твојот единороден Син со смртта ја умртви, сета сила на ѓаволот ја урна, на светот му дарува живота, на светата црква и подари непобедливо оружје, осветување, сигурен покров, крепост во верата тврда,
надеж во спасението, непосрамена надеж во вечниот живот. Затоа ние твоите раби, откако се удостоивме на дар со таква голема благодат, ти принесуваме слава, благодарност и смирено поклонение пред твоето величие и умилно се молиме, испрати ја благодата на твојот пресвет дух, милостиво погледнувајќи на овој крстен знак, кој твоите верни раби го направија со срдечност, тврда вера и љубов кон тебе, како знак на победа на твојот син Господ наш Исус Христос, на слободата наша и избавувањето. Благослови го и освети го, исполни го со силата на она дрво на кое беше приковано пресветото тело на твојот единороден син Господ наш Исус Христос, и дај му да биде знак страшен и силен против сите видливи и невидливи непријатели, да ги прогонува и отстранува сите ѓаволски измами и стапици на твоите луѓе, да им биде моќна подкрепа и утврдување во верата, подкрепа во надежта, победа во борбите за успевање во сите добродетели. Милостиво послушај ги молитвите на сите кои ти се поклонуваат пред овој знак, и дај милосрдно на сите се што ќе побараат за своето спасение, и како што преку крстот си го ослободил светот од осудата поради гревот, така направи твоите раби, кои што со вера го направија овој крстен знак, со силата на крстот на твојот возлюбен син, секогаш да бидат победители на гревот. Дај им ги сите твои земни и небесни блага, приведувај ги секогаш преку крстот сите верни кон добро, и упатувај ги кон добивање на небесен венец, зашто ти си изворот на осветувањето и милосреден дарител на сите блага, и тебе ти вознесуваме слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се осветува овој крстен знак со благодата на Пресветиот Дух преку порасувањето од оваа света вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Се осветува овој крстен знак со благодата на Пресветиот Дух преку порасувањето од оваа света вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Се осветува овој крстен знак со благодата на Пресветиот Дух преку порасувањето од оваа света вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. 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 Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас супротивнија дарујај, и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, нас супротивнија дарујај, и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и није и присно и во веки веков. Амин. Вознесел ся еси во славје, Христе Боже наш, радост отвориви учеником, обетованием Святаго Духа, извештеним и бившим благословением, яко Ти еси Син Божи и Избавител мира. Премудрост. Отче, благослови Христос, вистинскиот Бог наш, кој заради нас и нашето спасение беше распнат на крстното дрво, доброволно се предаде на смрт, и кој воскресна тридневно од мртвите, по молитвите на својата пречиста мајка, со силата на честниот и животворен крст,
и на сите своји свети и да не помилува и спаси, како добар и човеколюбен. Христос воскресе из мертви, смерти у смерт поправ, Исус ти во гробје живот дарова и нам дарова живот вечни, поклоњајме по тридневному воскресенију. Амин. Амин, амин, амин. За многу години, браќи и сестри, за многу години кога ни е денешниот ден, јас најпрво сакам да ве поздравам од митрополитот Повардарски господин Агатангел, кој денеска од објективни причини не можеше да дојде. Имаше некои други обврски кои што во меѓувреме му излегоа, инаку ние со градоначалникот постојано бевме во контакт со него. А ако беше вако времето, веројатно и да можеше, немаше да може да се качи секој. Како и да е, ви посакувам овој крст да ви биде за здравје и спасение. Посакувам да го чува ова село, да ја чува целата ваша општина, да биде постојано покрај вас со вашите семејства. Крстот за нас христијаните е символ и на распетието, символ е на Господа, но е символ и на животот. Целиот наш живот е некако вткаен во тој крст. Ако го погледнеме како изгледа крстот, ќе видиме дека има и хоризонтала и вертикала. Некако хоризонталата ја символизира, нели, го символизира секојдневието, го символизира овој свет, а вертикалата, која што ја пресекува хоризонталата, го символизира возвишението, го символизира небото. Некако и нашиот живот е така некако створен и од Бога направен. И сите ние во овој свет живееме, се трудиме, создаваме, страдаме, ама во нас има еден дух кој што постојано не тера да одиме, нели, и кон небото, не тера да одиме кон возвишени работи. Овој крст нека биде само една прва фаза. Втората фаза нека биде да уредиме црквата. И третата најважна фаза нека биде повторно нека ни заживее ова село, повторно да се врати животот овде, нека дава Господ многу рожби, нека дава нови генерации кои што и повеќе од нас ќе направат и ќе бидат подобри како луѓе. Нека ни е за многу години, да не должам многу. И здравје Боже, што побрзо да не повикате, да ја преосветиме црквата. Ви благодарам, да сте ми живи. Христос воскресе! Господи, љубовја и благослови достојание Твое, победи всем православие, христијаном нашим, Пред крстот и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи всем православным, християнам нашим, нас сопротивления даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достояние Твое, победи всем православным, християнам нашим, Пред крстот нас сопротивления